еден стар виц. Црвенка па идала низ шумава со тоа кошничките полни со понадици, храна, јадења, да ги носи кај баба, и болна била баба, и ја сретна е волкот. И волкот ти вика: здраво! И црвенката му вика: здраво, волко. Каде ма? Па вика: одам кај баба ми, вика, баба ми е болна, вика, одам да однесам, вика, нешто. Аха, а што и носиш? Па вика: и носам, вика, тука, вика, у коштичкиве, вика, и носам, вика, колачиња, и носам сиренце, кашкавал, паклиџанче, овошје, вика, нешто така. Аха, а друго што и носиш? Па вика: и носам, вика, и да и се најде, вика, нешто, вика, онака за под дома. Некој, вика, зачини, вамо, тамо, мајка ми, вика, што и переше, вика, некој алишта, она дека стара, вика, и тие алиштата, и ги носам у другата кошница. Аха, а тоалет хартија имаш ли? Редовно вака ми доаѓа исто ја на Таче, да му речам: Таче, бе, тоалет хартија имаш ли, бе, човек? Абе, какви глупости правите, абе, космички глупости, бе. Абе, вие сте расладник на глупоќа тамо у СДС, бе. Абе, тој Заев, значи, стварно регрутирал само идиоти капиталци. Го кажам тоа, додуши мене еднаш ме регрутираше као директор, или сега ја не сум тема на разговоров, нели, али нема везе. Него, шо сакав да ви кажам. Ај шо се дереше кој ненормален. Победа, 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 победа на Куров. Значи, од тогаш пролив ме фати од веце не јам излезено. Ај шо се дереше победа, победа, мамето, мамино твое. Дрскајца ме фати од тоа. Абе, со кој памет го праќате оној ретардоно на граница да ги чека, бе, образците за пасоши, бе? Абе, има ли некој кај вас IQ по-голем од собна температура? Не, стварно ве прашам. Абе, со кој памет и тој иде на грчка граница да чека образци за пасоши, не знам, 100.000, со сменето име кое што вие го сменивте. Значи, направивте велепредавство. Ја ставивте својата држава народ во подредена сервилна положба, позиција у однос на друга држава. Јебавте мајката на Македонија, на македонскиот идентитет. Ке не можеме да си го вратиме достоинството наредни 100 години. И пред избори, после такво велепредавство, идете да ги чекате на грчка граница образците, веројатно тамо у Грција, негде се поименем кај се прави, со сменетото име Северна. И оној кретино Ди Капри, кој ви е тој тамо, тој заменик министр што го стави, иде со сите воено-полициски почести да ги чека. Образци. И тоа го снимате као пиар. Абе, имате, вие треба, значи вие у јавност не треба без конзилиум психијатри да се појавувате, жими мајка. Значи кој како излезе од ти, победа, 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 на Куров. Значи, пази, шо е следно, бе, човек? Ке одиш ти да ги со сите државни почести сега да ги пречекаш ластовичките од јужните краишта кои ќе доаѓаат кај нас? Или шо ќе се деси, например, еве ги добивте образците со пасоши, овие за пасоши со сменето име, и ќе ги отварате кутите, и замисли некоја кутија оштетена внатре, образците оштетени. Абе, Таче, абе, идиото интернационале ќе им правите државен погреб, овој погреб со сите државни почести.
воен оркестар ќе свири посмртен марш на образциве оштетени ако се случајно малце вода ги фатила мугла. Па-пам, пам, па-пам, пам, па-пам, пам, па-пам. А некоја будала од тие твоите што се околу тебе иде пред тебе и ги носи толку тие оштетените образци. Тоа оркестар тука уцела ваша ужалена партија, пошто и ќе треба да бидете ужалени на 8 мај, мислам, ќе се ужалите автоматски, црно ќе си облечете. Кој ќе доживеете овај катаклизмички пораз на избори. Кажете им, бе, погреб на образциве ќе им организирате државен, па нели кој ќе дојдете тамо? У алеја на великаните ќе ги закопате? Па тамо ако ги закопате, за одма следниот ден, еден од овие великани беше напред држава, нема да остане тамо. Сите ќе избегаат кои ќе видат образциве покрај него закопани со сменетото име. Ај тоа нема везе, или ќе ги закопате образциве у алејата на великаните. И почесна стрелба ќе им организирате, плотуни онака. Бабао, бабао. Ке пука почесната карта, стево ке биде ушарен, ке плаче. Тука. Абе, дали сте бе нормален, некој има меѓу вас, бе? Абе, ова е за Гинис, бе, сериозно ви кажем. Да, бе, не бе, што, уствари ја па сега да ви... Вие забенчаве сега било кој било што да ви каже, готово е. Попапала маца. Него така. Супер ви помина владењево, си организиравте геј паради, си ги пречекуевте вакцините против COVID, што не беа тестирани на луѓе, освен тамо на некои заморчиња, исто така со малте не со воени почасти ги пречекавте тоа комбето од Србија која стигна со првите вакцини, па тоа свеченост, па тоа една помпа, едно славје, па маршови тамо, па по триумфална капија ги поминавте. Не е лоши овие образциве по триумфална капија да ги поминете, да си го соберете членството, еден дочек да направите, пошто одавна наши спортисти немаат поминато од кога дојавте вие на власт по тоа триумфалната капија, вака вие ќе можете се образциве да ги поминете. Па нели вакцини проаѓавте, со државни почести пречекуевте, па геј паради си организиравте, тука сте исто, сте тука, значи, тука мислам, си го знаете знаењето, мислам, тоа што си знаете да си правите, си знаете, еве образци си пречекавте за сменети пасоши. Само никако не успеавте да направите било што од она што го ветувавте со бомби, катакомби од 2015 година. Че си лежите! Им се фативте на ВМРО ДПМНЕ. Што сакате да ви се врати ВМРО? Па ќе го вратиме ВМРО, мамето ваше предавничко. Затоа што ништо не направивте. Ништо. Сите што ги викавте убер криминалци ги пуштивте на слобода, им застареа процесите. Убер криминалци. Искористивте, подкупивте, врбувавте, за да се продадете, за да направите квисличка власт, за да си го предадете народот. Ги врбувавте тие криминалци да работат за вас, да гласаат за вас, да придобиваат гласови за вас, да подкупуваат пратеници, да подкупуваат. Тоа го направивте. Ништо друго паметно не направивте. За време на ковидот имавте 20.000 мртви, меѓу 2-3 водечки по смртност бевме у Европа. Али му веруевте на Филипче, јебига, тоа е најнеспособната багра што ја водела Македонија од 45-та год, 44-та година навак. Не постои понеспособна багра од вас. Али види, па може таче ако продужи да вика вака секој ден по 3 пати на ден од Сабајле, по 2 сата, кој што викаше на оној говорот, тамо може ќе победите. Али треба доволно гласно и доволно долго да вика: победа!
Pobeda! 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 Na kurwa. Znaczy, imaš li eventualnie hartija? Pardon, ve molam, со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо, не ми е ни кисел. Не е за ебанција, не е шала, таче е мирната дворска будала. Наталат Ајнштајн и груби Тесла, по 3 пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуп ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте миндер кокони, на пролет во есен, лете и зиме, им шипнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна педериција. Да не тупам, него 8 мај, на вашиот курварлук и петрлук му се гледа